Да, така, ясно. Значи, знаете, мора да имате историја. Што значи тоа? Историјата, од каде почнала? Кај се јавил првиот бас? Тапан, бубањ, како сакате да речете. Нели во сите култури го има, така? Постои секаде, постои во Бразил, постои во Африка, почнало таму како прв инструмент човечки, тие се први инструменти, така? И првиот ритам кој просто се појавил кај човек, се предпоставува дека, нели прво срцето, така? Прво чукале со камења. Така имале комуникација. После тоа го направили првиот бас. И се предпоставува дека еден од првите ритмови кој е уопште отсвирен е Three Against Two, така? И го има денес во секоја пулсација. Значи, на моите студенти ќе му види досадно, аз ќе кажам клаве. Клаве е клучот. Клаве значи клуч. Океј? Мене и во Канада ме извадија него клавето дојде. Па да, ако вземете за пример Били Джин темата, знаете на Майкл Джексон си тема, така? Да, го свира во клаве. Треба повеќе примери да даваме? Не, така? Да не збораме за другите стилови на музика. Значи, секоја музика која нема клаве не е музика. Едноставно, не сум таков поборник на тоа право. Бидејќи нема интерен пулс, клавето е столбот на музиката, столбот на ритам. Ако вие имате клаве која ќе свирите соло, како ќе почнете да свирите соло? Класично. Секој сум се бачувал зашто почнува да свира соло на доброш и јас говорам така, нали? И сите тоа го прават истите. Кога додиш да гледаш некоја копи-пейст копија од некој бубњар, ќе седне и ќе отвори соло на доброш. Зашто почнува да на доброш? Никој не би го дал одговорот. Зашто мора со прес или со гребел да почнеш да свириш соло? Кој е концептот? Така? Да покажеш дека музиката не е така. Вини Колеута почна да свири соло на Зилџан Дей на тој начин и Били Колон и разни други тапанери и тоа до ден денешен нема никаков прогрес. Исто како зачетката за заби нема адванс, нели? Има сега некои модели се стават па те прсканате. Али исто и за ова, најсе соло кога свириш треба да знаеш што свириш, која е концепција. Така? Што знаеш? Океј. Значи да, јас само сум бил против. Неќам да пратам правила, но ми некој подаде што свира така, зошто да свирам така, нели? Тоа е начин да ти осознаеш како не треба да свириш. Зошто? Ке праша некој. Затоа што можеш да најдеш свој начин на израз. Така, колку вие знаете модерни бубњари денес што избегав од темата. Колку бубњари знаете денес што се иновативни. Ајде слушам. Крис Дейв? Океј. Вини Колојта го правеше тоа со запа? Така? Тие сите синкопи и dragging, што ги викат американците, од секојаш постоеле. Само звукот е начинот на кој да не се разликуваат од други. Много едноставно, така? Значи, али мора да... Мене најмногу ми смета кога младите луѓе, младите бубњари се фаќаат за некој Кевин Харисон или не знам, сите се тие супер свирачи, прва лига свирачи, ништо не му фали нив. Али не може да почнете да свирите со нив. Мора да дојдете назад. Така? Кога ќе отворите YouTube и гледате дека Warren Baby Dots од 900 и не знам која година таму свири соло на бас и на доброш и свири како да е најдобриот Тони Вилијамс. Така? Али сега ќе што е да се замени, нема ништо на него. Али не, тоа е почетниот концепт. Значи, пак ќе се вратам на тоа. Историјата, од кај почнува, како се развива. Имав една непријатна случка пред неколку години дојшов во Македонија, се сеќава на некој концерт на Мајовци, свираа некоја беше презентација и дојде лик што работи во Институт за фолклор.
гледај, вика, македонштина, види, вика, како ова звучи, малце безобразно, вика, како звучи ова исконски стар. Викам, ова е Африка, човек. И тој изобрази, вика, ти си нормално, Африка, ова е македонско. Викам, јас не сум нормално, ти ништо не знаеш, ова е Африка. Али? И се фати во момент кога викам, човече, значи, овие не знаат елементарни правила на ритам, бидејќи за ритам нема книга, не постои книга, напишана книга, во која се вели од тука почнува вака да се развива синкопа, него музиката е базирана врз ритам. Океј? Досадно или интересно? Океј, значи ритамот, секоја музика која има добар ритам, има добри акценти, имаш мелодија. Секоја музика која нема добар ритам и добри акценти, немаш добра музика. Така? Много едноставно. Така да, кога ќе слушнеш мелодиски бубњар како свири добро, а не за да ги држи палките, е еднакво посилно од најголемиот техничар кој ќе свири чудо на тапанете. Значи, техниката останува за дома. Техниката се вежба дома, техниката се вежба со кафе, гледате филм, и така едно 16 години, 20, и пак трябва да учите нещо друго. Океј, добро смешно. Значи сега, тук имам грип. Колко от вас знаете техниките на Моелер и на тие Били Гладстоун, Джо Морело и всички тие, сте слушали? Океј. И која ви е најинтересна техника да работите? Чисто така. Моелер? Сите тие се добри техники, меѓутоа сите тие имат одредени лимити до еден степен. Јас кога бев полуден да научам како се свири Моелер техниката, беше толку многу за мене мистериозно, пошто немаше YouTube, немаше никакви информации. Али сето тоа беше базирано на drop the stick, што викаат, така? Значи, drop the stick е... И сега како се дешава тоа. И јас таков попален со кеф, ние 2002 со Љубана, јас работе во првата екипа на Љубана, со Оли. Бевме во Њујорк да отвораме центар за македонски културен центар. И јас тоа бев полуден овие драм школите и викам, морам да одам да закажам час тамо да видам што се дешава, како се дешава. Нормално ми бара скоро $50 на плата 3 часа напред. И дојде некој лик тамо и ми свиреше некој рудименти тамо, лудачки свиреше. Викам, јас некава да направи за ова. Али во меѓувреме се проводи да има сешн Джим Чейпин. Го знаете Джим Чейпин? Имаше предавање за Моелер. Тоа беше вистина. Како што свиреше на пат, така свиреше. Многу потешко свиреше на број него на пат. Бидејќи на пат цело време свиреше на пат. Знаете што е ова, така треба да се нова. И тој објаснуваше Моелер како може да се употреби во одредени ситуации е добар, во одредени ситуации не е добар. Затоа, значи, поентата на цел новите, избегам како темата, да ги знаете сите техники и да ги научите сите техники и да знаете како треба да се контролират, за понатаму да ја развиете вие свој единствен начин на свирење. Многу е важно. Всушност техниката што е? Техниката е тул, значи средство кое ќе ви овозможи да свирите бубањ до 90 години, така? Верувајте дека ако грешно свирите и држите палици, ако грешно интерпретирате на сет, шаката има одреден период на трагање. Лимитиране, до 50-60 години ќе бидете окей, после тоа става проблем. Значи, треба да се најде некој интерен начин за да можеш да ја контролираш, а тоа се прстите, окей? Значи има период, јас кога додов во еден момент викам, окей, значи морам да прекинам да работам вешби начини и техники на кои што тие нема да ми, I hope it's gonna work, што викам, нели, ќе се надевам ќе ми излези финтата сега. Нема финта, или го учиш да освиеш или не. Така, таа техника е со да имаш контрола врз палицата. Ќе си ги вежбаш сите техники, Моелер, значи Моелер има фул кој иде одгоре, така, го знаеме ова.
имаш медиум или кој се добива од лакто, така, средниот е од склоп и на крајот се прстите. Okay? И сега тој кога го вежбаш е добар за што викаш Джон Бойл, you levitate. Не може значи вака да свириш цело време, така? Пошто имаш контрола. А строковите кои доаѓаат треба да бидат контролирани. Значи дали знаете колку типа на strokes има? Дали сте чуле воопште? Са 4 типа. Full stroke, okay? Downstroke, најупотребуван од сите бумјари. Сите го свијат downstroke. Многу е гнасен и многу хител не се во вечна вода. Затоа што цело време си down, okay? Upstroke, кој е омилен, најтежок и најомилен за свирење, и tapstroke е нешто слично како full, меѓутоа е на middle. Okay? Тој е конекторот измеѓу големите акценти. Како се гледа тоа? Према ако земете да свирите парадидал, така? Single paradiddle, зошто ви треба да знаеш, ќе ви кажам после другите вежби, single paradiddle е многу убава вежба, таа ќе ве држи во форма, таа е една механика, okay? Механика која цело време ви поможува да останете во едно ниво и така еден ден кога ќе се разбудите, така ќе ве префрли во друго ниво. Double paradiddle кога го земите и тој ќе го неси во друго ниво, али сето тоа за дома, со кафето, не на свирка, така? Тоа е само еден maintenance кој вие го правите, авионот да лете цело време. Значи, single paradiddle, кога свириш, како ти свириш? Ова е добар single paradiddle? Не, така. Ова е? И ова не е добар, така. А како ќе одиш брзо да го дуплираш или да го триплираш? Значи, тука јас цело време манијачев да научам како можам, пошто имав еден професор во Бугарија кој беше многу интелигентен и музикален и тој се беше многу музикален. Сакаше да свири музика, требаше со техника да ме учи. Имав още еден професор на Беркли и се викаше Рон Севич, убиец. Тој беше студент на познатиот Алан Досон, не знам дали сте чуле. И сега тој е главен на Беркли перкошен. Тој беше многу добро мина инструкции како треба да се свири, меѓутоа техниката мене ме интересираше, јас сам ја долг. Така и со децата кои беа мои студенти, исто мора да најдам начин како да му кажам да може да свира добро парадидл, така? Е сега, парадидл се состои од колку удари. Првиот е, како удари тој? Значи, downstroke, така? Down. Океј, значи првиот downstroke, другите се tap и upstroke. Океј? И сега ти ако правиш во овој начин како ти го движиш парадидлот, тој ќе се звучи добро. Ова не слушате на ова. Е исто така имав една многу интересна идеја. It's a double. Само дарате го солате, нема друг начин, цело време ќе видите. Нема да дали. Затоа е добро да ги знаете тие работи. Значи, downstroke, upstroke, tapstroke и full stroke, окей? Тоа носи голем прогрес. Што се тиче другите рудименти, многу важни рудименти за јас кој мислам дека се многу добри и начин да одите понатаму се зошто многу малку луѓе свијат drag, така? Знаете што е drag? Ова е децата мои знаци. Ова целото кое доаѓа за солирање, дали кога имаш цело време бас нота која врие долу, тоа се молекули мали кои го прават тоа движење во сет. Океј? Цело има во милитари музика. Или така наречени регтайм.
second line isto. Fali nešto? Ne, така. Заедно. И ќе видите вие денес джез музичарите много кои ова прават. А големите? Ние децата свират. Така. Значи, исто, много важно. Drag и раф. Значи рафът е два предударци, не знам мови дечки, то си kada ga oni vika. Подали при вас. Значи, 3 stroke. Дали я знаете книгата на Бадери, че се вика Modern Interpretation of Snare Drum Rhythms. Него имаше един много добър инструктор, Алфред, не ми работи името. Да не проверите тая книга. Тая книга оди от почеток до край. Проблематика на рудимент. Проблематика. Значи како да удриш, како да развиеш строк. Така, ако учиш 3 строк, не можеш да почнеш да свириш. Тоа е природа на проучено. Меѓутоа мора полега. Се развие мелодия и така надам ќе учите како да. Те се први, мора да научиш прво да лазиш па да одиш и така надам да се движиш и за това. Окей, значи тоа е од проблематика на drag and raft. 5 stroke, најважниот рудимент за мене ментално. 5 stroke, многу убав рудимент. Зошто? Отвора раце на специјален начин, можете многу лесно. Лева рака. Еј ги сите тие блаждави, не? Мада тоа не би трябва да лега така. 5 stroke. Повеќе сите едни мали конектори кои го прават делото така наречено големо соло. Океј. 6 stroke, тоа е најголемиот плагиат, најзлоупотребуваниот рудимент, што сите го свират днес и ведлашат дека се многу добри. Така? Знаеме тој? Да, гледайте, тоа е. А Стив Гет од кој го украде? Од Макс Роч. Макс Роч, леви го изсвири солото на Макс Роч во овој први дел многу популярен. Значи Макс Роч е првиот човек кој почнал да свири мелодиски на тапаните, така?